професор доктор Коруновски, ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, почитуван професор доктор Никола Дујовски, декан на Факултетот за безбедност, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, заменик директор, помошници на министерот, ценети професори и драги дипломирани криминалисти на Факултетот за безбедност, почитувани медиуми, дами и господи. Најнапред дозволете ми да ви упатам искрени честитки до сите вас кои што дипломиравте на Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски, што денеска и официјално го завршуваат делот од академскиот пат кој што е минат во оваа наша реномирана високообразовна институција. Истовремено им честитам и на ценетите професори за изнедрувањето на уште една, убеден сум, квалитетна и вредна генерација на дипломци, која што, наоѓајќи во своето вистинско место во општеството, без друго ќе има и силна контрибуција во неговиот развој и напредок. Денес е општо прифатена и се разбира веќе докажана нераскинливата корелација помеѓу науката и практиката, нивната меѓусебна упатеност, особено доколку се сака, односно се преферира кон искрено реализирање на индивидуалните амбиции или задоволување на интелектуалната глад и предизвици. Тоа подеднакво носи и професионален, но во исто време и општествен бенефит. Дополнително, безбедноста како наука и како професионална ориентација, колку што е интересна, во иста мерка и еден одговорен избор што произлегува од новите трендови и од предизвиците кои што ги имаме во секојдневното општествено живење. Во таа смисла, дозволете ми да истакам дека модерните општествени системи секаде во светот инсистираат, а во интерес и на сопствениот просперитет, на следење и практично имплементирање на нови, современи, научно-истражувачки сознанија, на максимална кооперативност меѓу теоретското и практичното знаење. Така и во поглед на безбедноста, особено што веќе е етаблирано уверувањето дека е неопходно, и тоа веќе се прави, подлабоко инволвирање на таа безбедносна разнообразност во сите пори од системот. Токму заради тоа јас немам дилема дека многумина од вас, почитувани дипломци, ќе успеат да го препознаат и пронајдат своето место во општеството, при тоа давајќи го својот професионален максимум, како во име на собствените амбиции, така и во име на потребите за брз и интензивен развој на нашата држава. Исто како што сум убеден и дека нашите институции веќе јасно и недвосмислено ја детектираат потребата од иновативниот, млад, перспективен потенцијал што екзистира во секој еден млад човек кој што е желен за самодокажување и за напредок, и личен, и напредок на државата. Впрочем, овој став веќе неколку години најназад представува и една од стратешките определби на Министерството за внатрешни работи. Воедно ве уверувам дека нема да запреме со оваа политика во делот на кадровското и стручно надградување на Министерството за внатрешни работи. Туку сме решени тоа да стане составен дел од процесите на избор и професионална надграда за нашите вработени. Затоа на крајот сакам уште еднаш да ви честитам за покажаниот успех, бидејќи успехот не е случајност. Тоа бара многу труд, многу посветеност и многу желба за напредување. Секако дека тоа подразбира и многу жртви и постојаност во надградувањето, меѓутоа најмногу од се тоа подразбира љубов спрема она што го учите и љубов да служите на својата татковина. А на тој начин сите заедно да ја градиме иднината и навистина иднината припаѓа токму на оние кои што веруваат во убавината на своите соништа кои што ги имаат. А иднината што ќе ја донесе вашата диплома нека биде вашиот билет за да направите светот да биде поубаво и подобро место за живење. На вашите ценети професори пак им посакувам понатамошен успех на професионален план, со искрено очекување дека и во идната ова етаблирана високообразовна институција
ќе продуцира кадри со кои што сите ние ќе се гордееме. Бидејќи сме при крајот на годината, сакам на сите вас да посакам многу здравје, лична и семена среќа и да ви се остварат сите желби кои што ги имате во наредната 2022 година, а професорите исто така со здравје, со среќа и со успеси, до година да имаме и повеќе студенти и подобри односи помеѓу Министерството за внатрешни работи и ова наша високо реномирана научна установа. И секако дека сакам да најавам дека 2022 година ќе биде година во која што за прв пат неколку стотини студенти одеднаш ќе може да се јават на оглас за вработување во Министерството за внатрешни работи, и тоа веднаш од јануари. Ви благодарам на внимание.